Првите пари, создадени од човечка рака, се изработени од метал. По еден долг еволутивен развој на различните облици на примитивни пари, металите се покажале како супериорен материјал, токму поради нивните природни својства. На тој начин, металните пари ги истиснале сите останати предмети претходно користени како средства за размена, преземајќи улогата на основно платежно средство. Оваа улога ја имаат и ден денес. Македонските метални пари како законско платежно средство беа воведени една година по монетарното самостојување на современата македонска држава. Овој процес се одвиваше во еден период на превирање по распадот на Југословенската федерација. Поради тоа и по прогласувањето на македонската независност во државата се уште беа во употреба југословенските ковани динари. Динарот официјално беше прогласен за национална валута следната година по осамостојувањето, на 26 април 1992 година, со што се постави институционалната рамка на македонскиот монетарен систем. Во транзицискиот период од една година, кога беа воведени вредносните бонови, кованите пари со апоенска вредност од 1, 2 и од 5 југословенски динари останаа во оптек уште една година. Тие престанаа да бидат законско средство за плаќање на 27 април 1993 година. Всушност, првото издание на македонските метални пари беше воведено на 10 мај 1993 година со апоенска структура од 50 дени, од 1, 2 и од 5 динари. Тие беа изработени во ковачницата за пари, сместена во фабриката Сувенир во село Самоков кај Македонски Брод. За нивната изработка беа употребени 600 тони метал, обезбедени од македонските рудници за бакар, цинк и за никел. Од 2005 година па се до почетокот на 2020 година, нивната изработка се случуваше во седиштето на Народната банка во Скопје. Македонските ковани пари се со непроменет дизајн од нивното прво издание, па се до денес. Во 2008 година, апоенската структура на металните пари беше проширена со две нови монети, со вредност од 10 и од 50 денари, кои што дотогаш беа само книжни пари. На 1 јануари 2013 година, монетата со најмала апоенска вредност од 50 дени, чие што издание беше исковано само во 1993 година, беше повлечена од оптек заради нејзината незначителна употреба. Првото издание е изработено од легура на бакар, цинк и на никел. Монетите од 50 дени беа најмали во пречник и тие беа изработени од месинг. Подоснежните изданија на монетите од 1 и од 2 денари во нивната основа содржат челично јадро, обложено со двослојна легура составена од бакар и од месинг. Монетите од 10 и од 50 денари се изработени од легура на бакар, цинк и на никел. Со односот на никел и бакар во составот на легурите влијае и врз бојата на монетите. Така, повисоките деноминации, бидејќи содржат повеќе никел, се со сребреникава боја, додека пак пониските се со повеќе бакар и имаат жолтеникава боја. На своите аверси монетите покрај бројчината ознака за нивната номинална вредност содржат и графички стилизиран хоризонт со зрачно сонце. Реверсите пак вклучуваат реалистични представи на најкарактеристичните представници на македонскиот биодиверзитет: шарпланинскиот тес, охридската пастрмка, балканскиот рис и езерскиот галеб. Сите тие представуваат и природни обележја на нашата држава, бидејќи нивната генеза е тесно поврзана со локалната геолошка историја на македонското поднебје. Автори на ликовното и на техничкото решение на монетите се инженерите Димче Бошковски и Снежана Атанасова од ковачницата во Самоков. Исклучок од овој дизајн беше изданието исковано по повод 2000 години христијанство.
На нивниот аверс беше представено логото на Народната банка, а реверсот го красеше иконостасниот крст од Полошката манастирска црква Свети Ѓорги во близина на Кавадарци. Авторка на дизајнот на пригодните ковани пари беше ликовната уметница Билјана Унковска. Дизајнот на реверсите на монетите со номинална вредност од 10 и од 50 динари се состои од детали преземени од дизајнот на банкнотите со истата вредност, осмислен и изведен исто така од Билјана Унковска. Реверсот на монетата од 1 динар го краси представата на шарпланинскиот пес. Македонскиот овчарски пес, шарпланинецот, е најпрепознатливата автохтона раса на кучиња во земјава. Името го добил по Шар планина, каде што бил најзастапен, најмногу се одомашил и каде што се дооформувале неговите карактеристики и карактер, приспособувајќи се на суровите планински услови. Покрај на Шар планина, овој пес е распространет насекаде низ македонските планински масиви, како бестрашен чувар и заштитник на стадата и верен пријател на човекот. На реверсот на кованата пара од 2 динари е представена охридската пастрмка. Таа е реликтен и ендемичен вид сладководна риба, која што природно живее само во Охридското езеро, населена од неговото формирање пред 4 милиони години. Во ова езеро, кое што е најстарото во Европа и најдлабокото на Балканот, покрај пастрмката, живеат и 220 ендемски вида со светска важност. Охридската пастрмка, заштитниот белек на Охридското езеро, се повеќе се соочува со сериозна опасност од истребување како вид, поради што нејзиниот лов е трајно забранет. Реверсот на македонската монета од 5 динари го краси представа на балканскиот рис, исклучително ретко и драгоцено природно богатство и не помалку значаен национален символ. Тој е еден од 9 подвида на евроазискиот рис и е најмалата и најзагрозената автохтона популација на рисови во светот. Се проценува дека постојат помалку од 50 возрастни единки во светот, со што ова диво животно е предводник на видовите кои што се на работ на исчезнување. Македонија има најголема популација рисови на Балканот, кои што живеат во планините на западниот дел од нашата држава. Балканскиот рис, како најзагрозена, а најмала популација, е законски заштитен, а неговиот лов е трајно забранет. А реверсот на монетата од 10 динари е украсен со представа на паун, односно со детај од подниот мозаик во крстелницата на епископската базилика од Стоби. Реверсот на монетата од 50 динари го краси профилна представа на Архангел Гаврил, насликан во олтарот на црквата Свети Ѓорги во селото Корбиново од 12 век. На реверсот на некогашната најмала номинала, која што беше во оптек 20 години, 50 дени, беше прикажан уште еден карактеристичен представник на македонскиот биодиверзитет – езерскиот гален. Тој ги населува природните, но и некои вештачки езера кај нас, а редовно се сретнува и покрај поголемите реки. Низ долгиот еволутивен развој на бројните облици на пари,
кованите пари се уште обстојуваат како платежно средство и покрај многобројните финансиски иновации во платниот систем. Народната банка го има ексклузивното право за издавање на нашата национална валута, динарот.